Во најжестоките борби во Нагорно Карабах во изминативе 2 децении загинаа десетици луѓе. Примирието беше потпишано на 5 април, иако двете страни повеќе пати меѓусебно се обвинија за негово прекршување. Сепаратистите поддржани од Ерменија го зазедоа од Азербејџан, главно ерменски населениот регион Нагорно Карабах, за време на војната во 90-тите години, кога загинаа над 30.000 луѓе. Повеќе од 2000 луѓе побегнаа од територијата контролирана од милитантите на групата на Исламската држава околу северниот ирачки град Мосул. Вчера, коли и помали камиони носеа очајни семејства, претежно жени и деца, во градот Махмур. Милитантите на групата на Исламската држава се под напади на ирачките војници и курдските борци Пешмерга. Очигледно беше олеснувањето на оние кои побегнаа од борбите. Официјалните лица изјавија дека некои од луѓето се повредени или болни, но сите мораа да ги поминат безбедносните проверки. Беа проверувани пораки на мобилните телефони поради стравување од инфилтрација на симпатизери на милитантите. Комеморативни настани се одржаа во Киргистан по повод одбележувањето на револуцијата во 2010 година, кога беше соборен авторитарниот председател на земјата Курманбек Бакиев. Оваа година за прв пат годишнината беше прогласена за празник. Настанот почна со цвеќе поставено на гробовите на околу 100 луѓе кои беа убиени на протестите против владењето на Бакиев. Бакиев беше осуден на доживотен затвор, но тој живее во екзил во Белорусија.